Добро вечер. Вие сте со 24 анализа, јас сум Менчата на Соваточи. Поразителни се бројките со смртноста кај новороденчињата. Зошто со години не можеме да ја намалиме црната статистика? Што предвидуваат мерките, новите мерки за намалување на смртноста на новороденчињата? Добре дојде за министерот за здравство, доктор Венко Филипче, доктор Викторија Јовановска, директорка на клиниката за гинекологија и акушерство, доктор Душко Филиповски, председател на Сдружение на матични гинеколози, и доктор Боријан Павловски, Сдружение ЕСЕ, програмски координатор. Се собравме сите доктори, со исклучок на мене. Од 2010 па натаму, стапката на смртност на новороденчиња е постојано во пораст. 2014, јас имам за пример 14,3, 2016 11,9 на 1000 живородени деца. Двојно или тројно повисоко од европскиот просек, кој што е 5,2%. Бројот на починати бебиња успеавме да го намалиме во 2017 година за 20, но бројот од 163 сепак е многу висок. Министре, деновиве излеговте со сет на мерки за намалување на смртноста на новороденчињата, но акцентот го ставивте на жените. Дали тоа беше грешка или на вистина жените имаат голем удел во вака високиот процент на смртност на новороденчиња? Проблемот е многу сериозен. Многу работи се собрани сите овие минати години и многу фактори влијаат на оваа проблематика на новороденечката смртност. Секој од тие фактори има делумна и некакво влијание на овие поразителни за нас статистики кои што ги имаме сите овие минати години. Ние превземавме активности уште веќе во минативе неколку месеци. Таа активност почна со купување на инкубатори за клиниката за гинекологија и акушерство. Знаете дека е сериозно долг период, по 2 новородени бебиња беа сместени во еден инкубатор. Продолжуваме сеопфатно да ја некако следиме работата, а се со цел да влијаеме на сите фактори кои што влијаат на новороденечката смртност. Мерките кои што ги превземаме се краткорочни, среднорочни и долгорочни и се однесуваат на подобрување на условите во родилиштата, подобрување на условите во клиниката за гинекологија и акушерство во болницата Овчар, како места каде што се изведуваат најмногу раѓања во текот на годината, понатаму подигање на експертизата на докторите и останатиот медицински персонал кој што работи во оваа сфера, зголемување на достапноста на ординациите во места каде што е тоа некаква проблем, мобилизирање на така наречени мобилни амбулантни возила со цел тие да стигнат до места кои што се релативно недостапни, да им се овозможи соодветна услуга на жените и секако на унапредување на овој свеста. Вие сте тука да објасните дали сето тоа ќе мрдне од хартија. Ве прашувам затоа што 2010 година беше донесена стратегијата за безбедно мајчинство, која што беше за периодот 2010 до 2015, но токму од тој период почнаа овие застрашувачки бројки, односно да расте бројот на смртноста на новороденчињата. Значи, освен што сте врзани со рокови, има ли објективни можности за сето тоа да се реализира во праксата? Понатаму ќе кажеме зошто се сомневаме или не се сомневаме, нели? Немаме доволно гинеколози, немаме доволно стручен кадар и така натаму. Дали сето тоа е предвидено да може да се реализира со рокови? Роковите сами си ги задаваме, затоа и веднаш започнавме. Свесни сме дека нема да имаме резултати преку ноќ, но исто така знаеме дека со начинот на кој што пристапуваме, некои резултати ќе дадат и за релативно кратко време. Тоа што е потребно подолго време да се создаде или да се створи како кадар или да се подигне овој нивото на едукација и знаење, зима време толку колку што е реално потребно. Но наша задача сега е да почнеме на начин на кој што знаеме, сигурни сме, убедени врз основа на многу искуства, дали на земите од регионот или од светски искуства, да почнеме да работиме на случајот. И затоа веќе преземавме мерки со кои што склучивме партнерство со UNFPA, која што е агенција на Обединетите нации, и очекуваме за многу кратко време да пристигнат во земјава експерти
од Светската здравствена организација со кои што ќе ги тренираме нашите тимови. Во предвид за почеток се земени 8 тимови кои што ги сочинуваат гинеколог, акушер и неонатолог, кои што ќе бидат тренирани да бидат тренери, а понатаму своето знаење ќе го пренесат на другите нивоа во здравствената заштита, на секундарната, секако на овој примарната. Во однос на подобрување на условите на гинеколошката клиника, овој се работи секојдневно, детали ќе ви изнесе и директорката. Постојат 2 мобилни амбулантни возила кои што за скоро време ќе ги ставиме во овој употреба. Тие беа една донација, да, тие се тука во држава не се користат, ние ги екипираме, соодветно треба да се проверат технички и тие веќе да почне да функционираат во деловите каде што едноставно нема гинеколошки ординации. Тоа што е суштински, што суштински сакаме да го направиме, па и гледано низ призмата на овој проблем е да направиме една мапа на јавни здравствени установи, на број на лекари по специјалности на секаде во државата и врз основа на вистинските потреби на населението, ние да го димензионираме бројот на доктори и среден медицински персонал кој што треба да биде примен во здравствените институции на секаде низ земјава. Односно, да го зголемиме бројот на, за конкретниот случај, гинеколози, понатаму акушери, со тоа што повторно ќе воведеме тоа како едукација во средните училишта и медицински центри, таму каде што установите ќе бидат специфично акредитирани за гинеколошки установи, не за општи болници. И знаеме дека во тие установи нивото на здравствената нега во оваа област ќе биде соодветно на европските стандарди. Во целиот тој склоп на околности фалат повеќе алки. Доктор Јовановска, кога бевте назначена за директорка на клиниката за гинекологија, излеговте со фрапантни податоци за хоророт кој што се случувал на ГАК, но за кој што не сте можеле да зборувате до тогаш. Што затекнавте на кратко и дали од тогаш има поместување? Па вака сега поместување секако има. Почнавме врз еден урнисен здравствен систем, значи не знаевме од каде попрво да почнеме. Бројките сега задоволуваат на некој начин, не дека се такви какви што би сакале да бидат. Меѓутоа, во овој период намалени се обврските, значи откако јас сум назначена до крајот на годината, намалени се на обврските на клиниката за 3.900.000 денари, долговите се намалени за износ од 9.353.000 денари, зголемено е придобивката од специјалистичко-консултативната здравствена дејност на месечно ниво за 687.000, исто така и за болничка здравствена заштита, значи за лежечки пациенти. Што тоа допринесува за пациентите и за бебињата, за условите, прашувам? Значи тоа придонесува за унапредување прецена услугите, и исто така со мотивирање на персоналот и обезбедување на потребна опрема и реорганизација во просторот, значи добивме подобри услови за да можеме да пружаме поквалитетни услуги на пациентите и секако ги намаливме трошоците. Во голема мерка се намалени трошоците, ако ги споредиме 2016 од август до декември, имаме намалување на трошоците за репрезентација од 193.000 на 27.000. Тоа е фрапантна бројка од 166.000 разлика. Исто така еве за гориво, тоа што ни се препораќа од Министерството, намалување од 81.000 на 30.000, што значи некаде за 49.000 денари е намалено. Исто така трошоците на претходната гарнитура, односно за директорот за телефонски сметки било 135.339, намалени се за 5 месеци само на 3.200 денари, така да дали овие средства ќе одат од заштедата, каде ќе одат? Ќе одат за подобрување на условите? Пренаменети за подобрување на условите на пациентките. Затоа што ги видовме креветите во каква состојба се, еве инкубатори добивте? Инкубатори добивме, но, значи ни излегува во пресред. Уште многу други работи, колку што знам, имаме... и инструментите се застарени, така. Да, инструментите не се обновени речиси 20 години. Така да сите овие заштеди ги планираме да ги употребиме за набавка на нови инструменти, за осовременување на условите во амбулантно поликлиничката дејност и во исто така и за лежечките пациентки. И мислам дека
се постигнува некаков ефект. Далеко е тоа дека ние сме задоволни од бројката, меѓутоа сепак успеавме да ја намалиме бројката, така да смртноста е намалена на децата над 28 недела за 25,2%. Значи смртноста е зголемена на помалите деца, значи не е зголемена бројката на децата кои што имаат големи шанси да преживеат, значи преживувањето е зголемено на тие деца, значи за 25%. Далеко е тоа од тоа што ние го сакаме, меѓутоа толку може за толку краток временски период. Каква е ситуацијата со интерхоспиталните инфекции? Со интрахоспиталните инфекции, тоа што излезе во јавноста дека имаме интрахоспитални инфекции, значи резултатите од државниот санитарен инспекторат ни се одлични, значи немаме интрахоспитални инфекции, немаме зголемена смртност. Се работи на тоа. Доктор Филиповски, матичните гинеколози се прва линија на фронтот, ја следат бременоста. Зошто тогаш доаѓаат жени со инфекции, има предвремени породувања, дали низ тој филтер од матични гинеколози може би се испуштаат некои работи или е нешто сосема друго? Што мислите вие? Вака, што се однесува до новороденечката смртност, ја мислам бројката на починати новороденчиња и родилки во минатото и сега, и самото наше присуство дека што седнавме да разговараме за тоа, мислам дека е една добра иницијатива, една добра помрднување од онаа точка на која што сме биле, бидејќи јас можам да кажам дека не се сеќавам дека во минатите 5 или 10 години ние сме седнале отворено да разговараме за овој проблем кој што е перзистира подолг период. Точно дека ги констатиравме секоја година тие промени, тие трагични податоци, точно е дека се знаеше од надвор. Да, од надвор, меѓутоа мислам дека отворено никогаш не разговаравме за тие, за причините, за мерки за намалување и така натаму. Ова е, ја мислам, прв пат така отворено да се зборува и јавноста да биде запознаена, а и ние како најодговорни да ги информираме. Јас како прв меѓу еднаквите во Сдруженијето на матични гинеколози, а и други гинеколози вонболнички, секако дека и ние како и јас и Сдруженијето ги прати овие проблеми. И ги нас ни се познати многу одамна. И ние како составен дел на оваа на проблематиката која што треба да се реши, секако дека превзимаме своји одредени мерки и активности за подобрување на оваа и ваква состојба. Заради тоа и ние многу често одржуваме стручни предавања, кои што ние ги организираме со нас во соработка со други колеги. Меѓутоа треба да кажам дека и ние како здружение имаме изготвено еден акционен план кој што го предочивме и на Министерството за здравство, кој што секако дека не е совршен, меѓутоа може да се надогради и да се заеднички да со спроведување на тие мерки да го намалиме ова поразителна бројка што е. Но не ми одговоривте дали матичните доктори носат вина во сето ова, дали се испуштаат низ тој филтер жените или е се до едукацијата или не знам, Едукацијата како фактор со кој што може да влијае на оваа појава што е значајна. Меѓутоа, јас сакам да предочам дека во Република Македонија имаме околу 140 матични гинеколози. Просечната старост на матичните гинеколози е над 55 години. Значи, не можеме да констатираме дека матичните гинеколози се неискусни или неспремни. Самото работно искуство, самото нивно едуцирање во тек на нивната. Што може? Проблемот може да е на повеќе нивоа, нели така, сега се зависи. Според вас, да тргнеме од нешто. Па, ако ги земеме за пример, ако ги анализираме причините за смртноста на новороденчињата и мајките, ќе видиме дека во најголем дел, можеби директорката повеќе знае за да ги нареди причините кои се водечки, меѓутоа секако дека водечка причина е предвременото породување. Предвременото породување може да биде од различни причини, да не навлегуваме во нив. Меѓутоа ние сме тие. Затоа ве прашувам дека сте вие први на фронтот, затоа ве прашувам дали тука има пропусти, тоа само. Тоа е.
Значи, ние сме први кои што сме доволно добро едуцирани, доволно добро спремни со опрема, која што стално може да биде и подобра, и едукацијата, и опремата, за да можеме на време да ги детектираме овие промени кај пациентките, кај бремените жени, и кои што може навремено да ги сигнализираме на колегите од секундарно и терцијално здравство, за да може координирано, заеднички да постигнеме подобри резултати. Добре, но смртноста е многу висока. Павловски, вие работите на анализи, реагиравте веднаш дека можеби не е клучен проблем жената секогаш. Што имате лоцирано во вашите истражувања како здружение, како невладина организација ЕСЕ? Како здружение, значи, работиме на напредување на здравјето на жената веќе 20 години, а конкретно за овој проблем специфично работиме веќе 5 години назад. Значи, морам за појаснување пред се да кажам за општата јавност дека индикаторот за дојнечка смртност е многу комплексен индикатор. Тој укажува за состојбата во здравството, за состојбата во планирањето на здравствена заштита, за здравјето на населението и за степенот на развој на земјата. Значи, тој е еден комплексен прокси индикатор во кој што кај што земји, кај што недостасуваат други податоци, се користи за проценка на здравствената состојба и на развојот на земјата. Значи, влијаат многу фактори и многу индикатори врз овој индикатор. Затоа не може вината да се алоцира кај жените или кај гинеколозите само или кај подредени институции. Одговорноста пред се за унапредување на состојбата носи државата. И тоа мора да биде јасно кажано. Еве да споделам некои наводи, сознанија, неконкретни наводи од нашето истражување. Значи, пред се, барем јавноста, не само по широката јавност и граѓанските организации, туку некои институции, како Институтот за јавно здравје, ќе го земам, например, Центрите за јавно здравје, немаат конкретен увид во кои се реалните причини за порастот на дојнечката смртност. Значи, до 2010 имаме рекорден историски пат на дојнечката смртност во Македонија од 88 во 70-тите на 7,6. 2007 или 2010? 2010-2011 рипа нагло, се качува нагло, да уште поќе се качува и сега, 2016, сега 2017 не ме држите збор, не ги знам бројка. Значи, укажува дека нешто се случува во државата што бележи пораст. Од она што ние го имаме констатирано од нашите наводи е првин дека за жал државата во изминатите 5, 6, 7 години и повеќе не издвојуваше доволно средства за превентивна здравствена заштита, особено за мајките и децата. Програмата за мајките и деца беше со минимални 10 милиони денари покрија. Буџетот за превентивна здравствена заштита не беше прогресивен. Се вложуваше многу на скапа опрема, на скапи материјали. Се не навлегувам колку има потреба нив или не. А родилиштата се во катастрофална состојба. И превентивата и родилиштата се запостави. Значи, кога зборуваме за здравствениот систем конкретно, меѓутоа мораме да знаеме дека нови индикатори влијаат и социоекономските детерминанти, условите за домување, исхраната, достапната безбедна вода за пиење. На крај крајва ние знаеме дека во многу градови немаме вода за пиење или безбедна вода за пиење. Загадувањето, значи комплексен е влијанието. Меѓутоа како конкретно да се задржиме на система на здравствена заштита. Пред се има многу пропусти на ниво на превентивна и примарна здравствена заштита. Значи нашите наводи се од 2011 година до денес. Жените речиси да не се посетени за време на бременност од патронажна сестра. Патронажна сестра е онаа која што може и има мандат да допре до секоја најмаргинализирана жена, жена ромка, рурална жена. Затоа што ако се ги гледаме подетално статистиките, кај жените ромки е уште значително повисок, 17 на 1000 или 18. Значи тоа е на ниво на афричките држави, за жал. Кај жените албанки исто така е висок. Значи има други детерминанти кои што влијаат врз ова. Патронажната служба е комплетно запоставена служба. Дури немаат ни правилник за работа. А токму нивниот мандат е да ја едуцира жената, да ја најде на терен и да ја донесе ако треба кај матичен гинеколог. Она што доктор Душко веќе го кажа, недостатокот на матични гинеколози. Од 80 општини во 35 општини нема матичен гинеколог. Каде жената да отиде? Жената од оддалечено место колку треба да плати за превоз, да изгуби ден, да патува до гинекологот? Не секоја има финансиска можност да го направи. Да. Тоа е и физичко малтретирање. Плюс, замислите, ако е бремена, ако е болна и така натаму. Недостиг на педиатри во превентивните тимови, во здравствените домови. Јас не ги подценувам колегите општи доктори кои што работат. Меѓутоа зашто постои специјалноста педиатрија? Тука постои можност секогаш на една време да се откријат одредени заболувања или промени кај малите деца. Понатамо, точно е дека она што се вика health literacy или здравствена едукација или здравствена информираност е на ниско ниво кај нас. Тоа е точно. Меѓутоа повторно одговорност носи државата. До сега немавме кампањи за здрава бременост,
за здраво породување, за здрава нега на дете. Еве нашето создание говори дека дури жените се испуштаат од породилиштата без да добијат една информација за освен еден краток лист информација, едукација како да се грижат за детето, како да го дојат детето, како да се грижат за своето здравје. Матичните гинеколози се преоптоварени, бидејќи се недостасуваат, ако не ме околу 140, имаат премногу пациенти. Се преоптоварени со работа, не може да вршат таа едукација соодветно, сето се надврзува едно на друго. Еве да земеме клиниката за педиатрија е единствена таква установа во таков вид во Македонија и ги згрижува сите деца. Вие не можете да најдете термин за некои специјалности таму и по 2-3 месеци. Децата е пребукирана клиника за педиатрија. Значи, многу системски пропусти, еве само кратко ги најстат на сите нивоа на здравствена заштита. Тука малку реакција имаше од доктор Филиповски, но да не заборавам да го прашам министерот, кажавте немало унифициран третман при крварење, значи тука ги вклучуваме и родилките, немало лекови за новороденчиња и мајки во животно загрозувачки состојби. Многу родилки изгубија животи во изминатите години, многу новороденчиња почина. Кој треба да одобри вакви лекови? Дали некој тоа перманентно одел против граѓаните на својата држава? Како може лекови да нема најосновни за искрварување? Тие лекови кои што детектиравме дека ги нема, веќе започнавме постапка да ги набавиме. Дел се на пат, дел ќе дојдат во тек на следната недела. Што се однесува до клиничките упатства, детектиравме дека веќе има некои спремни, но не употребени, ниту пак задолжени институциите кои што треба да ги употребуваат така како што треба. Тоа се клиничкото упатство за крварење и клиничкото упатство за екламсија. Значи, започнуваме многу работи. Како што напоменав на почетокот, за нешто ќе треба кратко време, но за нешто ќе треба да поминат и неколку месеци, па можеби и подолг временски период. Кој одлучувал за тоа? Министерот ли одлучувал? Лекарите ли? Менаџерот на болницата ли? Кој одлучувал? Како може да се остават без основни лекови? Еве сега во моментот ми паѓаат на памет 3-4 случаи, само што јас сум пишувала за уназад, последните, за што починале од искрварување. Ми се чини дека суштината е во тоа што ова треба да го направиме заеднички. Значи нема некој кој што треба да го направи тоа и може да го направи тоа сам. Значи примарните доктори во секундарното здравство, во терцијното здравство, министерството како институција која што ги покрива сите овие јавни здравствени институции, само заеднички и со заедничка акција, со заеднички акцијски план, стратегија која што ја работеле заедно, можат да почнат да работат и таа работа да даде вистински резултати. Како ќе го направите тоа со мобилните тимови? Прво почнувате од клиниката за гинекологија, така? Да се едуцираат доктори кои што потоа ќе одат во другите градови. Имате ли доволно кадар за такво нешто? Нели тие доктори ќе ви бидат отсутни? За тоа едукацијата ќе се врши на клиниката, значи ќе бидат тука присутни на работно место, некои ќе одат ќе покриваат, така да ќе се покриеме во тој дел. Што ви е најголем проблем во моментот? Како? Најголем проблем, што е во моментот на клиниката за гинекологија? Дали се тоа недостиг на педиатри, на анестезиолози, не знам. Најголем проблем ни е недостиг на педиатри и недостиг на анестезиолози. Меѓутоа имаме недостиг на инструментарки и на акушерки. Значи, еве сега во моментот примивме 20 медицински сестри со акушерки и исто така еден педиатар и еден анестезиолог. Повеќе во моментот не можевме да најдеме. Сега на овој конкурс дозволи и министерот да се јават и специјализанти на крај од специјализација кои што ќе можат тука да се едуцираат бидејќи и да ги задржите на клиника. Тој процес бара време. Значи не може педиатар завршен со специјализација по педиатрија да работи на интензивна нега без едукација. Значи тоа се едуцирани интензивисти. Каква е состојбата во родилиштата? Низ државата ги има 26. Во многу помали места нема веќе, се укинаа пред неколку години, ги ставија клуч на врата. Во многу помали места Неготино, Богданци, Дојра, не знам, Ресен и така натаму. Во многу помали места гинеколозите кои што порано работеа во здравствените домови се сега во примарната здравствена заштита и се концесионери. На некој начин во родилиштата нема кој да работи на базите. За вие едно родилиште акредитирате согласно соодветните стандарди, не е доволно да има само гинеколог, треба да има и анестезиолог, треба да има и педиатар. И тоа е целта на процесот на акредитација согласно стандардите за гинеколошка институција.
Тоа што не смееме да го дозволиме е да дозволиме импровизација. И затоа ја правиме таа мапа да видиме кои ќе бидат тие родилишта, па вклучително и некои други центри за некои други струки каде што ќе се изведуваат интервенции, а тие доктори кои што ќе работат таму ќе бидат соодветно тренирани, медицинските установи и соодветно опремени и акредитирани врз основа на валидни стандарди, да не се дозволи апсолутно можност за било каква импровизација во работата. Можеби ќе донесеме заклучок дека родилиштето во некои од помалите градови кои што физички постои, едноставно нема повеќе да постои, заради тоа што ниту има луѓе кои да работат, ниту има потреба, затоа што луѓето и жените едноставно користат некои други родилишта во околните градови. Како што реков, процесот е комплексен, но се обидуваме да влијаеме и да извлечеме поука од причините кои што довеле до оваа ситуација и така да пробаме да го решиме проблемот. Но порано беше образложението, не се рентабилни тие породилишта, тие родилишта не ни може да бидат рентабилни, наводно се раѓале по 5 деца во годината. Сепак за една жена е проблем да патува 20 или 30 километри, па може и по пат да се породи. Породувањето е процес кој што може да биде и итен, меѓутоа многу често се планира. Мислам дека е најмал проблем овде што е рентабилно, а што не е рентабилно. Така. Најголемото прашање суштинско е каде ќе дадеме соодветната експертиза. Дали има стандарди и Така. услови. Припоски не само родилиштата, постои неправилна распореденост на матичните гинеколози низ државата. Создава ли тоа проблем? Проблем секако дека создава, меѓутоа ќе работиме да се надмине проблемот. Точно е дека се несразмерно распоредени матичните гинеколози во Република Македонија. Ние сме вкупно 145 или 47 на број. И сега, тоа како бројка за држава од 2 милиона жители, со некаде околу 700-800 жени кои што треба да бидат прикрепени, е по европските стандарди доволен број. Значи, по европските стандарди, на 5 до 6.000 жени доаѓа еден матичен гинеколог. Меѓутоа, во услови европски. Значи, работата на матичниот гинеколог во Европа и кај нас се разликува многу. Значи, кај матичен гинеколог во Европа се доаѓа само во кај гинеколог се доаѓа само во крајна инстанца. Што значи тоа? Тоа значи дека во европските земји има кадри кои што претходно ја работат работата која што е рутинска. Значи, кај нас ние матичните гинеколози работиме се. Значи, од најлесните и најбаналните проблеми кои што може да ги решат и општите лекари, и лекарите по специјалисти по семејна медицина, и другите колеги, кај нас се упатува се. Додека во гинеколошките случаи кај нас се уште нема семејна медицина, општите лекари се уште не семејна медицина има специализација и имаме голем број на лекари по семејна медицина. Кои се тие лекари што работат? Сега, тоа е друга работа, значи колку се они обучени, беше колку во може да работат. реформа, но не видовме, нели? Бројка видовме. Матичниот лекар да работи од областа на уво, нос и грло и гинеколошки случаи, немаме такви значи, ние ситуации. како бројка имаме семејни лекари, меѓутоа колку тие се оспособени, тоест едуцирани за гинеколошки случаи, тоа е веќе друго прашање. Значи, како бројка постоиме соодветно на европски. Меѓутоа, но кога немаат услови, не ни може да го работат тоа, сега практички кажано. Така. Нели опрема треба и сите други работи. Така. Сега, што се однесува на распоредот на матични гинеколози во Република Македонија. Точно, јас сум 5 или 6 години го водам Сдруженијето на матични гинеколози и тврдам дека во последните 5 до 6 години не е дошол колега млад кој што завршил специјализација по гинекологија и акушерство да рече: докторе, запишите ме во списокот, јас од утре сакам да работам како матичен гинеколог. Тоа го нема. Има прераспоредување, миграција на гинеколозите од внатрешноста кон Скопје, пошто тука е најголем број од населението, меѓутоа нов гинеколог до сега не. А сакаат да работат приватно без подкрепа од фондот? Сега, има и тоа е еден присутна, значи. Ние во моментов имаме некаде 20 ординации, приватни здравствени ординации во Република Македонија, кои што се
кои што немаат договор со Фондот за здравство и не работат како матични гинеколози. Тоа се колеги извонредни професионалци од средна возраст, кои што со своето знаење и искуство можат многу да бидат да помогнат во недостатокот на матични гинеколози. Тоа се луѓе кои што си имаат своји ординации сами опремени, високо квалитетно опремени, а извонредно професионалци, многу од нив и од клиниката за гинекологија и акушерство порано работеле. Значи, тој кадар, тие ординации се неискористени. Зошто? Делумно и заради условите кои што ги нуди Фондот за здравство за подпишување на договори со Фондот за здравство и плаќањето во примарна здравствена гинекологија. Ако Фондот ги измени условите, можеби ќе се најде колегите што немаат договор, можеби ќе подпишат договори. Што се однесува пак сега за распределеноста. Имаме региони кај што стварно е тешко да нема и тешко дека ќе има скоро матичен гинеколог. Арачиново е населба од 25.000 жители. Таму немаме матичен гинеколог. Од Петровец до Скопје немаме матичен гинеколог. Илинден населба немаме матичен гинеколог. Што се случува во Реканскиот крај? Ростуше, Битуше, Велебрдо, Лазарополе, нели, таму има бремени, и таму жените раѓаат, меѓутоа матичен гинеколог нема. Имаше еден колега во Како се снаоѓаат таму? Јас, значи најблискиот гинеколог, јас не би можел да кажам затоа што најблискиот гинеколог е во Дебар, а тој е еден на број. Другите се во Кичево или во Струга. Сега, во временски услови кога тоа дозволува, може и можда да се они прегледаат. Меѓутоа, што во невреме? Како таму жените раѓаат? Каде раѓаат? Дали се породуваат во домашни услови? Дали не? Ние за тоа не знам. Не тврдам дека нема информации, меѓутоа јас не знам дали има информации за таа работа. Значи, точно е дека дистрибуцијата на матичните гинеколози е воглавном во Скопје и помалце во внатрешноста, некаде по еден, некаде по двајца, меѓутоа има региони кај што немаме матичен гинеколог. Имате ли на гинекологија, можеби, сознание од каде ви доаѓаат така потешките случаи, покомплицирани? Еве, ова да не биде ориентационо или не се води таква статистика? Немало методологија до сега како да се? Немаме таква статистика. Имаме од секаде тешки случаи. Не можеме да кажеме од каде точно, меѓутоа би можело тоа да се направи, да се види од каде доаѓаат така потешки случаи, иако ги има од секаде. Како, еве, вие се снаоѓавте, кога нели ги правевте вашите анализи, сигурно ви беше тешко да дојдете до податоци и во делот на методологијата. Имате ли некој предлог? Доста тешко да се дојде до податоци, квалитетни податоци. Значи, конкретно за ова, што го прашавте претходното прашање, каде не знам каде даде на тешките случаи, меѓутоа во кој регион е највисока стапката на дојничка смртност, тоа е Полошкиот регион со 11,1, ова е за просек. Во просек вадевме за 10 години наназад, затоа што една од карактеристиките што не ја споменав е осцилаторниот тип на дојничка смртност во Македонија. Ако ја видите кривата на Европска унија на дојничка смртност, таа иде од горе до 2000 до 2015 долу. Во Македонија имате ваква крива. Има некој тренд на опаѓање, меѓутоа има осцилации. Затоа извадивме просек. Во просек највисока стапка на дојничка смртност има Полошкиот регион со 11,1, потоа следи Скопскиот регион со 10,64 и Вардарскиот регион со 10,39. За жал, вие се достапни само по региони, така не беа достапни, не по општини. Она што исто така, не само она што го зборувам еве на повисоко ниво на социоекономски детерминанти и така натаму, туку еве ги медицинските причини за смрт. Она што дава Државен завод за статистика од 100%, да речеме, ако земем 100% до умрени доенчиња, причини за смрт отпаѓаат на одредени состојби што настануваат во перинаталниот период 75%. Нејасна состојба. Состојби и проблеми. Мислам, не нејасна. Нејасна како категорија, така е дадена. Можеби некаде е јасна. Не знам, другите колеги ми помогнат да објаснат. И 12% на други заболувања. Значи, вие имате речиси 90%
од нејасни причини, барем представени нејасни, не знам дали се јасни или не. Први, пред се треба да се направат соодветни образци кои што ќе бидат пополнети за време на бременоста, по породувањето, при породувањето и по породувањето на детето, со цел да се соберат доволно податоци кои што ќе користат за анализи. Значи, од сите овие аспекти што ги зборувам. Многу често здравствениот систем ги заборува социоекономски детерминанти, затоа толку многу инсистирам на истите. Меѓутоа и од здравствениот аспект секако. Понатаму, она што се вика мртво проверителство. Дали е задоволителен бројот на извршени обдукции на дојнечка материјална смртност и кои се конкретните наоди од тоа. И тоа го немаме како податок. Државниот завод за статистика собира само ги собира овие агрегирани податоци и не ги дава како дисагрегирани. Односно да можеме секој, еве, да седнеме ние, јас, било кој заинтересиран, да ги земе како дисагрегирани податоци и да ги обработи и да добие една посуштинска анализа. Меѓутоа, одреден број на податоци воопшто не ни постојат. Јас имам сознание дека негде, ако не се лажам, во 2009 беше донесен законот за евиденција и статистика во здравството, неколку години после тоа беше подготвен еден прашалник за перинатална смртност кој што требаше да е пополнет од гинеколозите, од жените, земени податоци од жените и така натаму. Колку што јас имам информации, тој воопшто не се спроведува во пракса, иако беше подготвен негде 2010-2011, нема да држите за збор, можеби потоа. Друга работа е еден податок што го добивме од Управата за електронско здравство минатата година и дека електронската медицинската книжка стана електронска од претходниот министер. Се укина хартиената. Меѓутоа добивме податок од Управата за електронско здравство, поразителен податок дека речиси никој не пополнува, мал процент се пополнува медицинската книжка електронска. И затоа практично жените доаѓаат на породување без гинекологот или кој да што ќе породува да има податоци соодветно на медицинската книжка. Значи, ова се системски недостатоци. Има таков електронски систем со кој што би биле поврзани матичните со гинекологија. Постои електронската матична книжка, меѓутоа ние како податок добивме дека не се пополнува во доволен број. Може би немате информации, не знам, гинеколозите. Имате информации за тоа? Ги упатувате жените? Ако заврши. Значи, ајде за електронската мајчина книжка. Сдруженијето на матични гинеколози во неколку наврати сигнализираше до Министерството за здравство дека електронската мајчина книжка не е решение, соодветно решение за наши услови. Зошто? Значи, електронската мајчина книжка е налик или иста на пишаната форма, со некои мали измени. При влез на секој пациент кај мене, јас треба, при секоја бремена, не секоја пациент, секоја бремена, треба да отворам електронска мајчина книжка, значи на компјутер, да внесувам податоци, и тие податоци, сето тоа одзема големо време. Второ, мајчината книжка кому служи? Меѓу другото, книжката мајчина и служи и на бремената, бидејќи на првата страница уште се пишува распоред на прегледи во анатомошниот дел. Како вие на бремената жена од Раович или како на бремената жена од внатрешноста, која што не знае да не располага со компјутер, не може да ја отвори својата работа, нема интернет, ќе речете во електронската мајчина книжка ти ќе си видиш кога треба да се јавиш на преглед. Значи, тај е второ. Второ беше тоа. Трето. Податоците од електронската мајчина книжка треба да ги користат колегите од родилиштата. Тоа и мислев. Не како постои таа доктор комуникација. Јовановска, ноќеска во 2,5 сат, кога ќе дојде хитен случај, ќе на компјутерот ќе отвара електронската мајчина книжка и ќе ги бара ризик факторите или и ќе бара мајчина книжка на компјутер, па да бара каква било, која крвна група е, па какви биле ризик фактори во тек на бременност, дали се забележени, дали не се. Тоа е несправедливо. Сега за сега во наши услови не. И ние на време кажавме, сигнализиравме на Министерството дека е ова неприменливо во наши услови сега. Понатакај, може би да, меѓутоа сега не. И заради тоа ние ги користиме се уште пишаната форма на мајчина книжка, кој што некои ги имаме, некои ги немаме, сами ги набавуваме, имаме начин како да ги набавуваме и тие се во функција. Тоа е што се однесува до електронска мајчина книжка, значи таја сега за сега јас уште еднаш повторувам, еве тука е министерот, таа форма на мајчина книжка да ја отстраниме. И да продолжиме со онаја
старата форма, пишана форма, која што е многу попрактична и за родилката, практична и за нас гинеколозите, полесно се пополнува и побрзо, и попрактична и за родилиштата, за кај што жените. Што мислите? Архивирањето на податоци е генерално проблем во целиот здравствен систем. Заради почнавме да работиме на апдейтирање на електронскиот систем, на се со цел да сите здравствени институции добро се поврзат помеѓу себе, имаат увид за сите пациенти, посебен модул за докторите, посебен за медицинските сестри, увид во сите електронски податоци. Мислам дека требаме да го најдеме идеалниот начин за секоја специјалност. Затоа што секоја специјалност има своја специфика. Којето е идеалниот начин? Еве, докторот зборува за жени кои што живеат во рурални средини, немаат интернет, не знаат да ракуваат со компјутер. На гинеколозите на клиника им е тешко додека отворат, додека дојдат до податоци, додека ја најдат во системот. Тоа е точно така, меѓутоа тоа ни е потребно за да имаме податоци после тоа, за да вадиме податоци доколку има електронска мајчина книжка и тоа влезе во мој термин, да, во системот, би имале податоци, значи би можеле да извадиме. Не дека кога ќе дојде пациентката и кога е таа итна, ние немаме време, нешто што ќе се праша, другото е веднаш мора да се действува. Така. Нашата работа е обично така во дежурства. Меѓутоа, ќе треба да се најде некој модус околу тоа, за да имаме податоци понатаму. Да се вадат податоци. Затоа јас велам. Да, се слагам, добро, нека биде и електронска мајчина книжка, ама не сега. Затоа што електронската мајчина книжка ја користат и треба да ја видат и да увид да направи патронажните сестри. Како патронажната сестра ќе направи увид во средина кај што нема интернет? Значи, од повеќе причини, сега за сега, електронска мајчина книжка не би било добро решение. Понатаму да, не се слагам дека тоа ќе би функционирало. Добро е тука да седнете и да поразговарате, еве, ова е еден од проблемите. Што друго содржат тие сет на мерки? Дали тука влегува едукацијата на жените? Исто така е битна. Да, подигање на свеста, едукацијата на докторите, кој што јас лично мислам дека е клучна и дека е најважна, од се и дека треба да се темели на европските стандарди и курикулуми, и затоа ги поканивме експертите од Светска здравствена организација да бидат наши едукатори. Мислам дека е идеално да се едуцираат екипи од терцијерното ниво, а после тоа знаење да го испроведат на следните нива, на секундарно и на примарно здравство. Од сознанија, порано многу тимови оде од клиниката за гинекологија, ги прошетаа родилиштата повеќе пати. Зборувам во минатото. Се скицираше состојбата, но ништо не се направи во делот и на доенечката смртност, не се помрднаа работите и во делот на смртноста на мајките од искрварување. Па некако така почнуваа некои работи и после тоа застанува и не се продолжува. Што правеа тие тимови тогаш? Ефект од тоа, сега би требало да продолжат и се договаравме со министерот, значи да се оди повторно во увид во родилиштата, за да може да се види до каде се и дали ќе може да продолжат со работа и дали што од каков кадар имаат потреба, за да може да се екипираат. Не може Мапирана ли е состојбата? Мапиравте ли каде што се недостасува или тоа допрва ќе сега допрва ќе се мапира? Каде недостасуваат гинеколози, анестезиолози? Не, јас зборувам сега во делот на гинекологијата. Сигурно во сите струки вие ќе направите мапа, но еве, сознанијата говорат. Кавадарци нема анестезиолог, Гевгелија нема анестезиолог, гинекологот немаат гинеколог, беше пред пензија. Немаат гинеколози, исто така од клиниката е се од Велес, дека немаат гинеколози, дека имаат потреба да доаѓаат гинеколози таму, така да во повеќе места нема гинеколози. Вашите доктори се преоптоварени, недостасуваат што? Педиатри? Педиатрите и анестезиолозите се премногу оптоварени. Значи имаат по 50, па и 60 деца сме имале, што беше некој максимум сега некаде околу Нова година на интензивна нега. А таму имаме... Се надевам не беа пак по 2 деца во еден инкубатор. Сега имате доволно. Не беа, сега имаме доволно инкубатори, така да не беа сместени по 2 деца во еден инкубатор.
Меѓутоа имаат премногу работа, значи не сакаат педиатрите да работат на гинеколошката клиника затоа што имаат премногу обврски. Работата е одговорна, Работата е преодговорна, се губи нормално кога кадрот е преуморен, кога дежура на втора, па на трета вечер. Најмногу дежурат на трета вечер, педиатрите. Еден да оди на боледување, тие се веќе во паника, да, се чувствува. И како Малку ми тогаш... се педиатри и анестезиолози исто така. Значи, како ќе се компензира сето тоа со новите специализации? Со нови... Сигурно. Со Врз основа на младите? потребите на институцијата. Врз основа на потребите за соодветна специјалност, ние моментот го извадивме и вкупниот број на невработени доктори, медицински сестри и акушерки и ги се обидеме да ги мобилизираме сите кои што може да се уклучат во процесот да соодветна едукација може да придонесат во давање на квалитетна здравствена услуга. Работата е навистина до мобилизација. Најавувам реклами, пак се враќаме во студиото. Се враќаме назад во студиото. Доктор Ивановска, деновиве на вниманието на јавноста беше свртено кон 2 настани, 2 случувања. Еве, вие ќе ни објасните во кратки црти. Прво, во вториот случај наводно бебе исчезна, во првиот случај не можеа да го најдат или смена на бебиња како беше. Имаше ли тука случај и што всушност се случи затоа што јавноста доста се вознемири? Вториот случај беше конструиран настан, кој што многу ја вознемири јавноста, меѓутоа ги вознемири и семејствата, бидејќи во тој момент на клиниката престојува 100 деца, значи имавме 50 деца на интензивна и 50 доносени деца и сите значи семејства беа во паника. Исто така и персоналот беше деконцентриран, затоа што не можат да функционираат во такви услови. Нормално дека секој се вознемирува на таква вест дека исчезнало бебе. Тоа воопшто не е возможно, тоа беше конструкција на настан кој што требаше така да се прикаже во јавноста дека на гинекологија не се работи, имате се случуваат драми. дојдовте до сознание што да, како? се вратија камерите и значи повикавме полиција и се работи на случајот. Тоа е комплетно конструиран настан. И најверојатно беше со тоа што во понеделникот и вторникот веќе се продолжуваа решенијата на директорите, така да требаше нешто да се направи. Да, беше направено со цел. Првиот случај имаше грешка, меѓутоа ние не треба да се плашиме од грешките, грешките треба да ни бидат како поука за да ги унапредиме процедурите. Не беше некоја грешка која што направи, можеше да се случи и полошо, меѓутоа таква грешка не треба да не плаши, би требало, за нас беше подобро бидејќи ние ги унапредивме процедурите и на некој начин се заштитивме од поголеми грешки, така да сега во моментот веќе нема да се испишуваат одеднаш по 15 деца, ќе се испишуваат најмногу по 2 деца, ќе се качуваат по толку родители. Родителите исто така ќе треба да се ги споредат бројчињата од раката на бебето, од раката на мајката и да се потпишат дека значи они се согласуваат со таа дополнителни процедури кои што ќе бидат комплетно заштитени родителите од било какви грешки. Значи за да не настанат грешки, ние така спомнавме нови вработувања на гинекологија, министре. Во понеделникот беше затворено хематолошкото оделение на детската клиника 24 часа затоа што немаше персонал. Како ги правите новите вработувања? Како ќе се сноѓате во тој дел? Постои редовна процедура на барање на директорите на клиниките, таму каде што имаше потреба од дополнителен број на медицински кадар, се обезбеди дополнителна сума на пари од буџетите на клиниките, меѓутоа од фондот за здравствено осигурување, така да екстра бројка на медицински персонал ќе биде примена сегде кај што недостига. Оделението се затвори заради тоа што не сакавме да дозволиме да има импровизација во работата, така да деца да се префрлија на друго соодветно оделение каде што има доволен број на медицински кадар. Много спомнувате фондот, ги спомнувате буџетите на клиниките, значи ова не се трајни решенија. Не постои ли можност Министерството за финансии да одобри финансиски средства, затоа што ова се, колку што гледам, договори на дело. Треба да се ги плаќаат клиниките или да добијат од својот буџет или да добијат дополнителни буџети од фондот. Секако дека ќе добијат тогаш кога овој тип на вработување ќе треба да се продолжи. Значи станува збор за кадар на кој што ние сметаме дека и понатаму ќе работи во институцијата кај што ќе биде примен. Ве прашувам затоа што на клиниката за гинекологија пред повеќе години имаше огромен одлив на медицински сестри во приватно здравство затоа што истите тие работеа по договор на дело со години.
ќе се да не се случи истата ситуација. Тоа што сакам да кажам е дека ние сега во моментов обезбедуваме сума на пари за еден тип на вработување, но сметаме на тој кадар да и понатаму работи на клиниката, а не да си замине во некоја друга прилика. Така да начинот на работниот однос... Има државата пари, Министерството за финансии за понатаму да размислува за вработување, затоа што во сите болници фали кадар, не е само на овие. Во рамките на економските перформанси на државата се прави максимум за здравството, како за платите, така и за прием на нови кадри. Така. Привршуваме, дали имате нешто на крај да прашате, да додадете, еве го тука е министерот. Да, само едни финални пораки и до министерот и до Министерството и до надлежните органи, дека пред се за овај состојб за кој зборувавме вечерва на вредничка смртност треба да се направи сериозна анализа за сите причини и апелирам до Министерството во иднина многу повеќе да се инвестира и да се во превентивната и примарната здравствена заштита. Веќе Македонија е земја во развој со ограничен буџет за здравство, а инвестирањето во превентивата и во примарната здравствена заштита ќе носи заштеди и понатаму во лекување и така натаму. Ако го зајакнеме овој систем, значително ќе влијае на подобрување на состојбите со новороденичката смртност. Така, ја се надевам дека и во делот на матичните гинеколози ќе се стегне и ќе се зајакне и нема повеќе да слушаме за незаконски наплати кај поедини доктори, кои што се пречка исто така за ние сме сепак социјална држава. Да, тоа е проблем кој што тлее одамна и крајно е време да се реши. Значи имаме проблем со не проблем, да не го крстуваме проблем, ајде една тема за разговор со фондот за здравство, кој што ќе го, тоа е последна тема и ќе ја решиме другата. Значи, но не треба да биде условување за треба да се знаат основните работи, добро и министерот да ги чуе, а веројатно и ги знае, ние ги доставивме во пишана форма, треба да се знае. Значи, колкава е капитацијата за кај матичните гинеколози, што за таа капитација следува, што, тоа се вика пакет на услуги и обем на работа. Што ние во примарното здравство можеме да работиме. Што се однесува до прашањето за подобрување на сегашната состојба во која што се наоѓа државата со оваа дојничка смртност и на родителките, како што реков, самиот разговор е веќе импулс, а нашето здружение како професионално, високо професионално, во кое што имаме гинеколози кои што се со дури со докторанти и доктори на науки, ќе дадеме свој допринос за надминување на оваа состојба. Секако во соработка со колегите од секундарно и терцијално здравство, а секако во координација со Министерството за здравство. Тој момент е најважен, фондот за здравство е посебна политика, финансите и парите не треба да имаат влијание тука. Ви благодарам на сите што бевте гости во 24 анализа. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ги следите програмите на 24 телевизија. Пријатно.